Otca i Sina i Svetio Duha. Amin. Возлюбени во Христа Бога, приятели, сестри, денеска се продолжува свештената историја започната вчера со воскреснувањето Лазарова. Чувме на кој начин, божествено, чудесно, природата на Логосот Божи му го врати животот на Лазара, а пред тоа со природата на човекот Христос отиде, се интересираше каде е Лазар, го бараше Лазара, како да не знае каде е. И откако го воскресна, Христос Лазара, својот омилен, сакан пријател и друга, заедно со него го посети домот на Лазара, во кој што неговите две сестри, Марта и Марија, приредија вечера за Христос, за својот воскреснат брат и за сите пријатели на нивниот дом. И за време на таа вечера Марта многу се трудеше, таа ја подготвуваше трпезата, Марија пак зеде литро мирис, скапоцен мирис, му ги намачка нозете на Христа Бога, ги истри, ги испра нозете негови и со својата коса ги изчисти, ги изми, ги истри нозете Христови. Така, за сето тоа време Христос беседише како што само тој може и само како што тој знае. И потоа се случи негодувањето на Марта, што и таа сакаше да се најде на местото од сестра и, но заради огромните обврски таа се определи да го сработи тој дел од нештата. Христос затоа не ја покуди, ја пофали, ама и даде на знаење дека Марија го одбра подобриот дел. Се слуша Словото Божие со учество на целиот живот и тоа што треба секој од нас да го прави, но без работа нема вистинска молитва, ниту има вистинска молитва без вистинска работа. Сршка суштината на монашкиот стил на живење и постоење. Исто така Христос ни даде на сите до знаење дека тоа што го прави пак Марија со скапоценото миро не сме да биде критикувано, како што беше веќе искритикувано од Јуда. Јуда Искариотскиот, сметајќи дека така таа го пусти мирото. Во празно, во прва, а може вели тој ние да го продадеме за 300 пенези и да ги ставиме тие пари во касата за сиромашни. И сега авторот на евангелскиот текст, светиот апостол евангелист Јован вели, Боже, тој се сетираше многу за сиромашни. Тој пред тоа ја крадеше истата таа каса во која што добрите луѓе спушта прилог доброволен за помош на страдалните браќи и сестри своји. А и тоа што го кажа Христос е најважно. Сиромаси секогаш ќе имате покрај, но мене нема да имате. Мене ги немате секогаш покрај. Затоа го пофали делот од
на Марија. Веднаш потоа, кога заврши вечерата, тој им даде до знаење на светите апостоли да отидат кај известен човек, чие име не се спомнува во Светото Евангелие, во дворот негов и да го земат ослето врзано во неговиот двор. И дури им напомна, да се сеќавате на вчерашното евангелско четиво, доколку го пресретне тој човек и ве праша, кажете му, дека јас ве прашам. И без борке ви го даде ослето, ослицата со ослето малечко. Свети апостол Матиј ги спомнува, емо ослицата мајка, емо ослето малечко, ке ви ги даде. И така, Христос го доби ослето, го светите апостоли ги се облекла ними галишта, ги ставија врз ослицата и свети и Христос седна, царот на славата седна на така подготвеното осле и тргна утредента на кај Ерусалим, за во Ерусалим да влезе ни златните порти, кои што сега се запечатени, созидани, не може низ нив да се влезе. Златните порти се главните влезни порти во град. Но Христос, откако го воскресна Лазара, стана многу пост, само целиот Ерусалим зборува за тоа. Како Христос, пророкот на Ците Второ, го воскресна Лазара и како дознале дека тој се носи со намера да го посети Ерусалим, сите граѓани на градот покажа жив интерес да го видат. Кој е Христос? Нешто и слушале, нешто и читале, ама не беа тие толку сигурни во тоа што тој навистина е, туку повеќе верувале во тоа што тој го направи, чудото што го направи со Лазар воскреснат. И Христос во сета скромност своја, сето свое смирение, качен на ослето, се приближи до градските тврдини, стигна до златните порти, окружен од огромен народ. Народот раче држеше палмови, гранчиња, цвеќиња. Ги фрлаше по патот и алиштјата свој ги се облекува и го постила патот по кој што поминуваше Христос за да влезе во градот. Фрлајќи ги и постилајќи ги цвеќата и алиштата викале громогласно осана во висините, благословени оној кој што доаѓа во името Господне, Бог Израилев. Радост не биде на големо веселие. Азаци видите на Ерусалим веќе почнале злобните умови и јазици човечки да работаат кој е овој цвет, што се случува со овој анонимец, што сака да направи тука во градов и го собра целиот град, разбирате. Почнале да насетуваат опасност за себе, се почувствувале загрозени и таа радост и тоа осана на ерусалимљани набрзо ќе се претвори во распни. Тоа што ќе го читаме последниве денови, што ни доаѓаат во деновите од страшната седмица. Нека благословен оној кој што доаѓа во името Господне, нашите срца нека бидат златните порти, низ кој што ќе влезе Христос во нашиот живот и ќе го освети, и ќе го просвети, и ќе го миропомаза
što Duhom Sveti zapečatili smo ten život. Amin. Zapamtite.